13 август е значаен датум во поновата историја на Македонија. Денес одбележуваме 17 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор кој стави крај на конфликтот, ги постави темелите на соживот во Република Македонија и го осигура интегритетот на нашата заедничка држава. Иако имаше обиди тие темели да бидат подкопани, успеавме заеднички да ги возобновиме. Денес градиме едно општество за сите. Општество каде сите се еднакви и имаат еднакви можности. Општество каде законот важи подеднакво за сите. Во исто време се помиривме со нашите соседи и го зацврстивме пријателството. Со Република Бугарија подпишавме договор за пријателство, добрососедство и соработка и ги заштитивме националните интереси на двете страни. Истовремено ја поттикнуваме и олеснуваме заедничката европска иднина на младите од двете земји, како и меѓусебната економска соработка. Договорот со Бугарија, како и договорот со Грција, се документи кои градат мостови меѓу граѓаните и кои создаваат сојузништво. Договорот со Република Грција го потпишавме во интерес на иднината на Република Македонија и на сите граѓани на ова наша земја, без разлика на етничка, верска или политичка припадност. Договорот го заштитува македонскиот идентитет. Македонскиот идентитет, според членот 7 од договорот, ги отсликува нашата територија, нашиот јазик и нашиот народ со своја историја, своја култура и со свое наследство. Со договорот, нашето државјанство е потврдено како македонско. Официјалниот јазик на нашата држава е заштитен како македонски јазик, без фусноти или додавки. Македонската иднина е загарантирана. Со подпишувањето на договорот во Преспа ја отстранивме и последната пречка на патот на нашата земја за влез во НАТО и за почеток на преговори за влез во Европската Унија. Стануваме членка на семејството на НАТО и на Европската Унија, каде што вредносно и цивилизацијски припаѓаме. Обезбедуваме стабилност, безбедност, економски развој, раст и подобар животен стандард. Она што ни преостанува е да бидеме храбри. Храброста значи обединети, горди и достоинствено заедно да кажеме да за заедничката светла иднина. На 30 септември секој од нас има можност да биде еден од творците на Европска Македонија. Историската шанса за нашата иднина е пред нас, имаме одговорност да ја искористиме, да кажеме да за македонската иднина. Благодарам. Повелете прашање. Премиера, само 3% од граѓаните го прочитале договорот со Грција. Како мислите да ги убедите до 30 септември, што месец и пол има, дека е ова како што го кажувате, со оглед дека кампањата почната само на Facebook да ја водите за сега? Првото прашање, а второто е ова што се случи со Бугарија, дали го оценувате тоа како уцена од страна на Бугарија, пораката од Борисов за Европскиот совет, и дали прашањето со Бугарија не е затворено и дали тоа предизвик за договорот со Грција? Договорот е техниката, алатката со кој што ги затворивме отворените прашања. Но ние мораме да продолжиме во духот на договорот да внимаваме на градењето на нашето пријателство, заради тоа што заедничка ни е едината. Рековме на темелите на минатото и на историјата, ја градиме нашата заедничка иднина, која што треба да обезбеди иднина на нашите потомства, на генерациите што доаѓаат, но и на сегашните генерации. И од тој аспект секако треба и ние политичарите, и историчарите, и експертите, и сите граѓани на двете земји да внимаваме и да придонесуваме кон тоа заедничко пријателство. Затоа што само заедно, сплотени, Балканот со сите своји соработки ќе биде уште попочитуван од Западот, од Европа, каде што се стремиме и Македонија и целиот Западен Балкан да биде. Во делот на првото прашање кое што го поставивте, дополнително кампањата ќе се отвори во Македонија. Знаете дека согласно законот за референдум, кампањата почнува со одлуката во собранието. Во секој случај, секако државата ќе донесе своји одлуки, политичките партии веројатно ќе се донесат своји одлуки и преку кампања ние ќе се обидеме да договорот со Грција го доближиме максимално до сите граѓани. Јас апелирам и во оваа можност да ги повикам граѓаните, да го погледнат договорот, да видат дека сето она што е потврдено, што беше проблематично со нашиот идентитет е целосно потврдено. За гарантиране македонскиот идентитет, кој што беше спорен, за гарантиране македонскиот јазик. Ова е преведливо на сите јазици. Никогаш повеќе, никој не го спори нашиот идентитет, нашиот македонски јазик и нашата македонска посебност. Секако напоменувам, не беше никогаш спорен идентитетот на помалку бројните етнички заедници во државата. Ова е историско прашање.
Ова е вековната борба на нашите предци. Ние сега имавме чест да ја заокружиме. Од тоа верувам дека државата и владата има целосно право да информираат јавност на граѓаните пред да ја донесат оваа историска одлука. И во тој дел владата утре веќе на влада, на седница на влада ќе дебатира и ќе носи одлука како да помогне во информативниот дел на кампањата, за да можат овие 3% од граѓаните кои што само го прочитале договорот, станат 100% ако е тоа возможно. Секако тоа е должност на владата и обврска согласно законот да го направи поблиску овој договор до граѓаните, да ја знаат комплетната вистина, суштина и она што го обезбедува овој договор. А тоа се вековните аспирации на нашите граѓани, прво за слобода и демократија, а понатаму низ институциите, интеграциите и во НАТО и во Европската унија, да ги достигнеме овие европски вредности за кои што се залагаме сите во Македонија. Со рамковниот договор се предвидуваше и анализа за начинот на имплементација на истиот договор. До сега немаме некои резултати или информации до каде е спроведено рамковниот договор. Вие како влада дали ќе го земете на предвид тоа анализа и кога ќе биде донесен во владинска седница? Анализата за спроведувањето на рамковниот договор е онлайн и буквално се прави постојано, секогаш и континуирано. Знаете дека и правно-формалниот аспект на рамковниот договор преку Законот за употреба на јазиците јавно го коментиравме како последен правно-формален аспект. Анализата на рамноправната застапеност во јавните институции и насекаде по институциите во Македонија е анализа која што редовно владата и преку секретаријатот за рамковен договор, но и како влада ја соопштуваме. Од досега од она што го знаеме дека вкупно 19% е некаде застапеноста на граѓаните албанци во јавните институции, што значи е помалку од вкупниот број. Треба да продолжиме понатаму да работиме, но и на помалку бројните заедници се уште не е соодветна застапеноста во јавните институции. На последната седница на владата реферираше Управа за приходи, како една од поголемите институции за бројките. На секоја седница на влада ќе имаме по една институција, се со конечна цел да мобилизираме од аспект на рамноправната застапеност на сите граѓани, да учествуваат во работата на државата, а преку тоа да го градиме едното општество за сите, меѓу другото, покрај сите други аспекти, и да придонесеме сите земјата своја да ја чувствуваат вистински за своја, со сите своји права и со сите своји одговорности.